Кратки најави за денешниот дневник. За првомајските и великденските празници Охрид ќе биде полн со гости. Охрид украсен за Великден. Давкова во Вевчан и Пендаровски во Охрид во рамки на вториот круг од кампањата за претседателските избори. Димитриевски ја побара од охриѓани поддршката за листата на пратеници на Знам. Кинескиот претседател ќе ги посети Србија, Франција и Унгарија. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денеска имавме сончево и многу топло време со дневна температура од 22 степени, што е над повеќегодишниот просек за овој период од годината. Утре во северозападна, западна и југозападна Европа, како и во поголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров, нестабилно време со врнежи од дожд. Во останатите предели од Европа претежно сончево време со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и топло. Во северните и источните предели зголемена облачност, максималните дневни температури од 18 до 26 степени. Во Македонија во вторник ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и топло. Ќе дува до умерен слаб североисточен и источен ветар кој што на моменти ќе достигне брзина и до 15 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 3 до 11 степени, додека максималните дневни во Македонија утре ќе достигнат од 17 до 27 степени. Во Охрид во вторник ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и топло. Ќе дува до умерен североисточен ветар, минималната температура од 7 степени, додека пак дневната ќе достигне до 21 степен. Во Охрид во среда ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност, а попладне нестабилно со врнежи од дожд и температура до 20 степени. Во четврток умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и дневна температура до 20 степени. Во петок ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и топло. Во попладневните часови се услови за слаби локални врнежи од дожд и дневна температура која ќе достигне до 19 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Охрид се полни со туристи. Туристичките работници ги тријат рацете. За првомајските и великденските празници главниот туристички центар ќе биде преполн со туристи. Каква е понудата за туристите ќе погледнеме во прилогот на колешката Сонја Рилковска. Традиционално за првомајските и великденските празници главниот туристички центар во земјава ќе биде преполн со туристи. Најбројни ќе бидат домашните гости, но и голем број групи од соседните и од подалечните земји. Експертите велат Охрид има богата стандардизирана понуда, а изминативе години активно се работи на збогатување на истата. Подобрени се условите во сместувачките и угостителските капацитети, а се нудат и алтернативни форми на туризам. Иако се бележи зголемување на цените, сепак туристичките работници велат Охрид и натаму е најевтина дестинација во регионот. Мислам дека понудата еволуира, како и туристите што еволуираат. Би рекол дека има една стандардизирана форма на понуда која што се збогатува. Не може Охрид радикално да ја промени својата понуда од онае што го имаме, сепак се тие светски вредности. Но добро е дека ја прошируваме. Генерално бројот на туристи укажува дека сме на добар пат и секогаш има простор за подобрување. Охрид со својата уникатност привлекува туристи со приказните испреплетени од богатото културно-историско и природно богатство. Странците се воодушевени особено од древните црковни храмови, кои деновиве се преполни со верници и празнични богослужби. Тука сме од понеделникот и многу е убаво овде. Се ни се допаѓа, посебно храната. Има и многу убави патеки за пешачење, црквите кои ги посетивме, атмосферата, прекрасна земја и прекрасен град. Навистина го сакам вашиот град. Охрид е многу убав, езерото е преубаво, Тивко е, луѓето се многу љубезни и храната е преубава. Дефинитивно повторно ќе дојдам овде бидејќи е прекрасно. Голем дел од жителите на Охрид, кога градот е преполн со туристи, патуваат на други туристички дестинации. Ги користат празниците и слободното време за одмор и туристички патувања во земјава и странство. Охрид украсен за големиот христијански празник Великден. Локалната постави великденски украси на градскиот плоштад Свети Климент Охридски. Денеска на плоштадот Свети Климент Охридски беше поставено великденско украсно јајце со христијанскиот поздрав Христос воскресе и реквизити наменети за најмладите. Украсите се дело на академскиот скулптор Зорица Азеска-Спасеска, професорка по ликовно образование во Основното училиште Ванчо Николески од Лескоец. Локалната самоуправа секоја година ќе обезбедува нови реквизити и украси кои ќе го красат градот за време на великденските празници. Целта е секој кој ќе се фотографира пред наведените украси со себе да понесе фотографија спомен од нашиот Ерусалим на Балканот. Општина Охрид во соработка со јавното претпријатие Градски пазар во духот на Великден и оваа година ќе го организира Великденскиот базар. Покрај продажно изложбениот дел во рамки на програмата е предвидена и богата културно-уметничка програма на која ќе настапат културно-уметничките друштва Гердан од Бисери, Гердан, Отекс, Фаланга и Филиграни. На базарот ќе земат учество сите заинтересирани фирми, занаетчи, сладкари, пекари, уметници и производители на охридски и македонски традиционални јадења. Великденскиот базар и оваа година ќе има хуманитарен карактер и дел од собраните средства од продажба на производите ќе бидат донирани онаму каде што е најпотребно. Исто така, Општинската организација на Црвен крст Охрид ќе постави свој штанд со кутија за донации, каде што секој посетител ќе има можност да даде своја донација за помош и поддршка на ранливите категории граѓани. Караванот на знам за наша Македонија синоќа беше во Охрид со кандидатите за пратеници во изборната единица 5 и председателот на движењето Максим Димитриевски. Во изјавата за медиумите Димитриевски рече дека разговараат со граѓаните на различни теми што се од нивен интерес. Во однос на сето она што било изнесено во медиумите за сите можни коалиции, Димитриевски кажа дека за тоа се уште не е донесена одлука од партиското раководство, но дека едно е сигурно, нема да влегуваат во коалиција во која е ДУИ.
Дефинитивно се потврдува тоа што го кажаа граѓаните во првиот круг од претседателските избори, дека се роди нова политичка сила во Македонија и повеќе од јасно е дека никогаш повеќе нештата нема да бидат исти во државава, порача претседателот на ЗНАМ од Охрид Максим Димитриевски. Граѓаните го имаат ЗНАМ ги има граѓаните. Ние сме мал политички субјект, со многу мал број на членови, успеавме да освоиме голем број на гласови. Очекуваме уште поголема подршка од граѓаните во вториот изборен круг на парламентарните избори, со тоа и да се етаблира третата политичка опција во државата, која што никогаш повеќе нема да дозволи на тие само наречени големи политички партии да се поигруваат со судбината на граѓаните и да прават непринципиални коалиции. Во однос на информациите во медиумите за сите можни коалицирања, Димитриевски изјави дека за тоа ќе одлучува раководството на партијата и ставовите ќе бидат изнесени пред јавноста. Димитриевски, барајќи ја поддршката за листата на пратеници во изборната единица 5 на ЗНАМ, предводена од Весна Бендевска, вети борба против корупцијата. Јас знам само дека првично ние ќе се залагаме за бескомпромисна борба против корупцијата и криминалот, која што се наоѓа во највисоките политички лидерства на големите политички партии. Дефинитивно нема да имаме коалиција со ДУИ, ниту во еден момент ќе влеземе во било каква коалиција со ДУИ, а исто така ни со актуелното раководство кое што го предводи Социјалдемократскиот сојуз, затоа што сметаме дека тие имаат своји кандидатски листи кои што служат за обезбедување на имунитет на кандидатите кои што се на првите добитни места на листите. Димитриевски од Охрид упати апел до сите чесни членови во СДСМ да се приклучат во ЗНАМ, бидејќи, како што рече, тука се суштинските корени на АСНОМ, од кои што актуелното раководство се откажало. Носителката на листата на ЗНАМ во изборна единица 5, Весна Бендевска, повика на масовна излезност на парламентарните избори, нагласувајќи дека редно е граѓаните да ја земат работата во своји раце. Кандидатот за председател од СДСМ Стево Пендаровски ги охрабри охриѓани масовно да гласаат на 8 мај и да го поддржат неговиот концепт за Европска Македонија, во која нема делби меѓу граѓаните по ниту една основа. Само бројот 1 е рецептот за успех на државата, се друго е рецепт за продолжена агонија, порача Пендаровски. Стево Пендаровски, кандидатот за председател на СДСМ, во рамки на кампањата пред вториот круг од претседателските избори имаше средба со граѓани на Охрид пред кој зборуваше за концептот за кој се залага и ја побара нивната доверба за европската иднина на државата. Мојот концепт за Македонија во која сите сме равноправни и во која нема делби кои се намерно вештачки продуцирани од партијата на власт, како во нивно време, и меѓу македонците и меѓу различните етнички заедници, е Македонија за која верувам, убеден сум дека сите вие ќе дадете поддршка на 8 мај со заокружување на бројот 1, бидејќи само тоа е рецептот за успех на државата. Само тоа е рецептот. Се друго е рецепт за продолжена агонија, за враќање во време на режимот, кога еден човек, една фамилија и една партија решаваа за судбината на тогаш 2 милиони, сега 1,8 милиони луѓе. Посочи дека е убеден концептот за кој тој се залага, дека го поддржуваат и голем број од гласачите кои го дале својот глас за некој од 5 кандидати кои отпаднаа во трката. Умешноста на нас, политичарите, ако не бива за таа работа, умешноста е сечии потенцијал да го искористиме. Сечии, маж, жена, стар, млад, сиромашен, богат, се едно, и да ги впрегнеме во заедничката кауза. Заедничката кауза е напредна Македонија. Среќна, просперитетна. Инаку се помалку ќе има млади луѓе. Осврнувајќи се на досегашната работа, Пендаровски рече дека и тој и актуелната политичка гарнитура правеле грешки, но работеле исклучиво во интерес на државата и на граѓаните, а за тоа потврда е членството во НАТО и почетокот на преговорите со Европската Унија. Промената на власта е битна за да се спречи гневот. Гневот се истори на изборите, ама луѓето од власта тоа не можат да го видат. Ветувам дека ќе се однесувам поинаку од овој председател. Ветувам дека ќе ве направам горди, рече Давкова пред вевчанци. Вевчани е гордо. Таа гордост вие вевчанци ја пренесувате низ генерациите. Вевчанската република е далеку попристојна држава од македонската, бидејќи тука не ги оставаат граѓаните без продолжен пасош, рече кандидатката за председател на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН Гордана Силјановска Давкова,
која викендов од Вевчанци доби пасош. Во своето обраќање од Вевчани Давкова порача: народот не можете да го излажете. Луѓе кои менуваат ставови секој ден забораваат не само на своето достоинство, туку и на достоинството и гордоста на државата. Ке се обраќам пред пратениците повеќе пати. Не за да покажам колку сум паметна или колку сум загрижена, туку за да укажам на проблемите. Оти председателот мора да биде надпартиски, да се однесува непартиски, да има разбирање за сите, се разбира и за опозицијата, и да комуницира со пратениците во таа поделба на власта, затоа што пратениците исто така представуваат граѓани, како што и председателот ги представува сите граѓани, без оглед на било каква припадност. И јас ќе го правам тоа што не го правеше овој председател. Наместо да се замислат зошто граѓаните не гласаат за сегашниот председател, бидејќи сигурно има причина, слушам изјави дека ќе почнеле од нула. Народот не можете да го излажите, ви дала една шанса, рече Давкова. Предвремена исплата на правата од социјална, детска и цивилна заштита за април во пресред на велигденските празници. Корисниците кои што поседуваат дебитна картичка ќе можат да подигнат готовина на банкоматите на банките, да ги користат средствата за безготовински плаќања во продажната мрежа или преку електронско и мобилно банкарство од 2 мај 2024 година. Со цел да се избегне метеж пред и во банките при исплата на правата за корисниците кои не користат картички, исплатата ќе се спроведе во сите отворени филијали и експозитури на банките за сите приматели. Во чести спомен на младиот охриѓанец Димитар Матиловски истрчан Белградскиот маратон. Другари на младиот Димитар Матиловски го истрчаа Белградскиот маратон кој се одржа вчера по 37 пат. Охриѓани беа дел од рекорден број учесници оваа година на маратонот, а учеството го посветија на својот другар кој трагично го загуби животот на новогодишната ноќ во 2016 година. Со овој подвиг тие порачаа дека споменот на Димитар нема да згасне. Да ги погледнеме и вестите од светот. Кинескиот претседател Си Џинпинг ќе ги посети Франција, Србија и Унгарија од 5 до 10 мај, објавил портпаролот на Кинеското министерство за надворешни работи. Билатералните односи со Франција одржаа силен импулс на раст, а двете земји имаа стратешка комуникација и практична соработка, рече портпаролот Лин Џијанг, говорејќи за посетата на Си во Франција. Кина со нетрпение очекува да работи со Франција за дополнително зајакнување на меѓусебната политичка доверба, солидарност и соработка, рече Лин. Тој исто така рече дека Си ќе разговара со српскиот претседател Александар Вучич за да разменат мислења за билатералните односи и да разговараат за подобрување на односите меѓу Кина и Србија. Тоа ќе биде прва европска турнеја на кинескиот претседател по пандемијата на ковид. Двајца руски новинари на Associated Press и Reuters били уапсени под обвинение за екстремизам, поради обвиненијата дека работеле за група основана од починатиот руски опозицијски политичар Алексеј Навални, пренесе Guardian. Новинарите ги негирале обвиненијата, поради што ќе останат во притвор најмалку 2 месеца пред да започнат судските процеси. Секој од нив се соочува со казна од минимум 2, а најмногу 6 години затвор, поради наводно учество во екстремистичка организација. Тие двајца се обвинети дека подготвувале материјали за канал на YouTube воден од фондацијата на Навални за борба против корупцијата, а кој е забранет од руските власти. Премиерката на Италија, Џорџа Мелони, изјавила дека ќе биде носител на листата на низината екстремно десничарска партија на изборите на Европскиот парламент во јуни. Партијата на Мелони освои најмногу гласови на парламентарните избори во Италија во 2022 година. Според анкетите, партијата би можела да освои околу 26% од гласовите на изборите на Европскиот парламент, што ќе се одржат од 6 до 9 јуни. Властите на Филипини објавиле прекин на физичко присуство на наставата во сите државни училишта на 2 дена, по рекордно високите температури за овој дел од годината во главниот град Манила. Голем број училишта на Филипините немаат климатизација. Бран, исклучително топло време го погоди регионот во текот на изминатата недела со температури над 45 степени.
па поради тоа властите беа принудени илјаници училишта да им соопштат на учениците да останат дома. Одделот за образование надгледува повеќе од 47.000 училишта низ целата земја на архипелагот. И во Камбоџа, Мјанмар, Виетнам, Индија и Бангладеш, синоптичарите предупредија дека температурите би можеле да надминат 40 Целзиусови в наредните денови. Најмалку 5 лица, вклучително и едно 4-месечно бебе, загинале откако неколку торнада го зафатили централниот дел на Асад, предизвикувајќи сериозни штети. Од вчера, илјадници луѓе се без електрична енергија, а прогласена е вонредна состојба во 12 окрузи. Според Националната метеоролошка служба, биле регистрирани над 100 торнада, а лошото невреме ја опустошило централна Оклахома, а се расширило и во северозападниот дел на Тексас и западниот дел на Мисури и Канзас. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!